Атлетико Мадрид е на чекор да направи уште подобар тим и да го задржи својот најдобар играч Антонио Гризман. Раководството на клубот прави напори да ја доведе звездата на Лион и Франција Александре Лаказет. Лаказет е близко до договор со Атлетико. Тој треба да биде партнерот во нападот на Гризман за следната сезона. 25-годишниот Лаказет постигнал вербален договор со Атлетико Мадрид, а во наредниот период се очекува тој да се формализира. Клубот се надева ако дојде до Лаказет, ќе успее да го задржи и Гризман, кој често се поврзува со Манчестер Юнайтед, иако тој изјави дека е среќен во Атлетико Мадрид. Бастиан Швајнштајгер заминува од Премиер лигата и од тимот на Юнайтед и кариерата ќе ја продолжи во американската MLS лига во дресот на Чикаго Фајер. Юнайтед му дозволил на Баштиан да го напушти клубот и потпишал едногодишен договор за сума $4,5 милиони. Швајнштајгер беше во преговори со Чикаго и минатата сезона, но во последен момент се премисли и реши да остане во Манчестер Юнайтед. Но Чикаго повторно покажа интерес за него и тој реши да се пресели преку Атлантикот. Германецот за Манчестер Юнайтед има одиграно само 4 надпревари, еден од нив во Премиер лигата. Пред доаѓањето на Олд Трафорд во 2015 година, целата своја кариера ја мина во Бајерн, каде освои 8 титули во Бундеслигата и 1 во Лигата на шампионите. Нашиот кошаркарски интернационалец Перо Антич е на излезни врати од Фенербахче, бидејќи договорот му истекува ова лето. Антич можно е да замине во Кина, каде што е познато дека екипите од далечниот исток во последно време богато плаќаат за познати кошаркари. Доколку не се случи трансферот во Кина, Антич би можел да се врати во Црвена звезда или Олимпијакос. Како една од причините за заминувањето е доаѓањето на новиот спонзор во Фенербахче, компанијата Догуш, која е собственик на Дарушафака. Од тука веројатноста дека дел од играчите од овој тим ќе се преселат во Фенер е голема. Од друга страна, Антич е дел и од колонијата странци во тимот од Истанбул. Екипата на Фенербахче ги има 9, а право на настап во првенството на Турција имаат само 6, поради што многу ретко добива шанса да биде на терен. Во NBA лигата се одиграа 7 средби. Голден Стейт слабеше над Оклахома нагости со 111-95. Клеј Томсон со 7 тројки и 34 поени ги предводеше војните до нов триумф, а солидна партија имаше и Стеф Кари со исто така 7 тројки и 23 поени. Расел Весбрук заврши само со 15 поени. Джеймс Харден уште еднаш беше јунакот на Хјустон во драматичната победа од 125-124 над Денвер. Во завршните мигови Харден прифати една топка во својот рекат, а потоа сам тргна од кош до кош за положување и 2 поена на 2,4 секунди до крајот. Само 3 скока му недостигаа за нов вкупно 20 сезонски трипл-дабл учинок, или поточно Харден постигна 39 поени, 7 скока и 11 асистенции. Најмногу кошеви за нагетси дадоа Харис 28 и Бартон 24, додека Јокич дојде до дабл-дабл учинок од 22 поена и 11 скока. На другите средби Шарлот Атланта 105-90, Индијана Јута 107-100, Орландо Филаделфија 112-109, Бостон Вашингтон 110-102 и Лос Анџелес Клиперс Њујорк Никс 114-105. За вечера во NBA лигата предвидени се 8 надпревари.